Следуваат вестите на Канал 8. Реконструкцијата на оштетените делови од плочникот во трговскиот центар во Кочани влегува во завршна фаза. Привршува поплочувањето, за што заедно со другите градежни работи општината инвестира околу 230.000 евра од сопствениот буџет. Во напредна фаза се градежните работи за реконструкција на плочникот во трговскиот центар во Кочани. Градежните работници на изведувачот Исток Мермер истовремено поплочуваат на 4 страни од површината што е опфатена со реконструкцијата. Представникот на изведувачот информираше дека се завршени повеќе од 60% од предвидените градежни работи. Предстои вградување на решетките за атмосферска вода и поставувањето на клупите. Доколку дозволат временските услови, со ваквата динамика се предвидува до средината на февруари да завршат планираните задачи. Просторот, опфатен со реконструкција, ќе биде осветлен со вградени подни лед светилки и рефлектори, а комуналното јавно предпријатие Водовод ќе го озелени и хортикултурно ќе го облагороди земјениот дел. Инаку градежните работи за реконструкција започнаа во почетокот на октомври и тогаш беше најавено дека централното градско подрачје на Кочани конечно ќе добие нов и современ изглед. Сите плочки ќе бидат заменети со нови современи плочки и исто така целокупното осветлување ќе биде направено на нов современ начин и со тоа очекувам дека ова централно градско подрачје ќе добие еден нов модерен урбан изглед. Со реконструкцијата на плочникот во трговскиот центар опфатена е површина од 2800 метри квадратни. На местото на претходно отстранетите бетонски плочки се поставуваат гранитни, нелизгави плочки. Со новото инфраструктурно решение, трговскиот центар ќе добие функционалност, поголема слобода во просторот и урбан амбиент. Комплетирањето на овој простор ќе се обезбеди и со новото детско игралиште јужно од павилјонот, за чија изградба во тек е јавна набавка за избор на изведувач. Секторот за располагање и управување со градежното земјиште при локалната самоуправа на Кочани ја почна постапката за подготовка на проекти за новиот сообраќаен влез од кај Грдовци и за булеварот Тодосија Паунов. При крај е процедурата за избор на проектантски фирми кои што до крајот на мај треба да изготват техничка документација за сообраќајниците. Општина Кочани ја почна постапката за изготвување техничка документација за изградба на новите сообраќајни решенија за улиците што представуваат влез и излез од градот. Со проектот се опфатени улици за планираниот нов влез во градот од обиколницата на Кочани од правецот на Грдовци. Исто така ќе се изработува и проект за инфраструктура и сообраќаен проект за булеварот Тодосија Паунов, каде треба да се предвидат и 4 до 5 кружни текови. На крајот од декември беа објавени тендерските постапки за избор на проектантска фирма која треба да ја изготви техничко-планската документација за овие сообраќајници, а за што од локалната самоуправа беа обезбедени 160.000 денари. Рокот за пријавување на заинтересираните фирми истече деновиве, па се очекува по изборот на најповолниот понудувач да се изработат проекти за инфраструктура и сообраќаен проект за булевар за влезот во Кочани, од кај обиколницата по улицата Никола Карев, Стево Теодосиевски и Димитар Влахов, при што треба да се предвидат кружни текови. Во техничката спецификација е нагласено дека должината на опфатот на улиците што се предмет на разработка изнесува 1400 метри. При тоа треба да се изработи и проект за булеварско решение со 4 ленти плюс разделно зеленило на местата каде што тоа го дозволува просторот. Исто така, побарано е да се предвиди кружен тек на спојот на улиците Стево Теодосиевски и Димитар Влахов во Стришани, како и уште еден кружен тек на спојот на улиците Димитар Влахов и Глигор Апостолов Гочо. Освен тоа, се отфрла предходното планирано решение за кружен тек на двојниот мост кај гимназијата, а од проектантот е побарано на тоа место да се најде друго сообраќајно решение за поврзување на улиците. Вториот проект за сообраќајна инфраструктура предвидува изработка на документација за булеварот Тодосија Паунов, каде треба да се предвидат 4 до 5 кружни текови со вклучена ревизија. Должината на опфатот овде изнесува околу 2800 метри, односно на постојниот булевар со 4 ленти треба да се предвиди и разделно зеленило каде што дозволува просторот. Рокот за подготовка на техничката документација за двата сообраќајни проекти е 4 месеци, пошто локалната самоуправа ќе може да почне со конкретни чекори за реализација на новите сообраќајни решенија во градот. Престојниот предизборен период нема да го запре исплаќањето на финансиската поддршка во земјоделството, најави ресорниот министер Трајан Димков.
Според него, субвенциите за земјоделците ќе се исплаќаат според планираната годишна програма, за што имало консензус во техничката влада. Предстојниот предизборен период нема да влијае врз измена на планот за исплата на субвенциите во земјоделството. На пресконференција, министерот за земјоделство Трајан Димков нагласи дека и покрај функционирањето на техничката влада, сепак договорено е исплатата на финансиската поддршка за земјоделците да тече непрекинато и според веќе изготвената годишна програма. Тоа значи дека, согласно планот, и во следниот период, Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделство и руралниот развој ќе продолжи со навремена и неселективна исплата на субвенциите од програмата за финансиска поддршка за земјоделство и рурален развој за 2019 година. Исплатите на субвенциите продолжуваат според календарот за исплатите. Токму пред почетокот на подготовките на земјоделските површини за минатогодишната сејба на оризот на земјоделците од регионот им беа исплатени дел од субвенциите за житни култури. Исто така, до крајот на минатата година беа исплатени и дополнителните 5 денари за килограм предадена арпа. Во Спанчево е предадена во употреба нова детска градинка, што се градеше со средства од Министерството за труд и социјална политика. На свеченоста присуствуваше и подпредседателката на владата за економски прашања Мила Царовска, која рече дека објектот е од големо значење и за најмладите, но и за нивните родители. Спанчево доби нова детска градинка, што се градеше со средства од Министерството за труд и социјална политика. На отворањето на објектот присуствуваше подпредседателката на владата задолжена за економски прашања Мила Царовска, која истакна дека главната цел од почетокот на мандатот да се постигне згрижување на 50% од децата во предучилишна возраст е веќе достигната. А ние како влада инвестираме и во руралните општини. И тоа покажува дека навистина се грижиме сите деца да го постигнат својот максимален потенцијал. А покажавме дека она кој што беше главна заложба на почетокот на мандатот, а тоа е да достигнеме 50% од деца во предучилишно образование, чекор по чекор и го достигнуваме. Заради тоа што во изминатиот период изградивме многу градинки, но тоа не е важно само за раниот детски развој, тоа е целосно важно за развој на државата, посебно на економијата во државата, затоа што ако инвестираме во децата од најрана возраст, тие постигнуваат подобри резултати во основно, во средно образование и понатаму многу попродуктивни се на пазарот на труд. И токму затоа продолжуваме да инвестираме во предучилишно образование. Но втората работа која што исто така важна е тоа дека со отварањето на нови установи за предучилишно образование и услуги на локално ниво отвараме и работни места. Дека жените кои што претходно останувале во своите домови за да може да се грижат за возрастните, за децата, за лицата со попреченост, сега им даваме можност да се вклучат на пазарот на труд, не само што се отвараат работни места во услугите или во установите за детска заштита, туку и тие се слободни на пазарот на труд за да може да ги обслужат компаниите кои што функционираат на ниво на територија на општините каде што инвестираме. На пуштањето во употреба на градинката во Спанчево присуствуваше и дополнителната заменска министерка за труд и социјална политика Санела Шкриелј, која истакна дека со новиот објект се зголемува вкупниот капацитет за згрижување на најмладите на предучилишна возраст во општина Чешиново Облешево. Навистина ни е драго што со овој објект вкупниот капацитет за места во градинки во општина Чешиново Облешево се зголемува над 120. Драго ни е што слушаме дека сите деца ќе имаат можност подеднакво да се вклучат во предучилишното образование, затоа што градинките не се само места каде што се згрижуваат децата, тоа се места каде што децата почнуваат да го осознаваат светот и да учат и на тоа се темели целокупниот понатамошен развој на секоја една индивидуа. Градинката во Спанчево е дел од планот за изградба на 43 градинки во целата држава, а за што од државниот буџет се обезбедени 180 милиони денари. Дополнително од Светска банка се обезбедени уште 15 милиони евра. Успешно тече проектот за заштита на природната средина од пластичен отпад во земјоделството, чиј носител е Сдруженијето за екологија Екотим Исток. Веќе се остварени контакти со преработувачките капацитети во Чешиново Облешево за соодветно одлагање на амбалажата од производство што се користи во земјоделското производство. Позитивни резултати се добиени во првата фаза од проектот за заштита на природната средина од пластичниот отпад во земјоделството во Кочанско, што започна во октомври, а чиј носител е Сдруженијето за екологија Екотим Исток во партнерство со компанијата Екопроект Ко.
По остварените средби со представници на преработувачките капацитети за земјоделски производи во општина Чешиново Облешево, сите ја прифатиле понудата за соодветно депонирање на пластичната и друг вид амбалажа, при што е побарано селектираниот отпад да биде преземан од страна на лиценцирани фирми за управување со отпад. Представниците на преработувачките капацитети се заинтересирани за соработка и се согласиле дека пластичниот отпад во земјоделството представува проблем со кој тие се соочуваат секојдневно, а што е огромна закана за животната средина. Иако во нивните капацитети ваквиот отпад веќе се селектира, тие се принудени да го чуваат подолг временски период, затоа што чекаат да биде преземан од фирми од Скопје и Тетово, а што не им се достапни во секој момент. Со проектот сега се вклучува и компанијата Екопроект КО, која ќе им ги обезбеди потребните ресурси за управување со пластичниот отпад во земјоделството. Во текот на следните неколку месеци, проектот ќе продолжи со втората фаза преку едукативни средби на терен со земјоделските производители, при што ќе се разговара за штетноста од исфрлање на пластичната амбалажа од препаратите во нивите и на мегите. Исто така, на 5 локации во општина Чешиново Облешево ќе бидат поставени посебни садови за собирање пластична амбалажа и отпад од земјоделското производство. Од Сдруженијето Екотим Исток најавуваат дека поради успешноста на проектот во Чешиново Облешево, истиот ќе продолжи до крајот на август и во општините Кочани и Зрновци. Проектот за селекција и третман на пластичниот отпад од земјоделството го имплементираа Сдруженијето Екосвест, Организацијата за поврзување на природни вредности и луѓе, CMVP в Македонија, како и Движењето на екологистите на Македонија, со финансиска поддршка од фондовите на Европската Унија. Маглата што во текот на ноќните часови се спушта во котлините го отежнува нормалното одвивање на сообраќајот. Одговорните од Авто-Мото-Сојузот упатуваат апел до возачите да возат внимателно, со намалена брзина и задолжително со вклучени светла на возилата. Густата магла во изминатите деноноќија им создава потешкоти на возачите кои возат на отворен пат, па дури на оние кои се движат по градските улици. Видливоста на одделни места е намалена, а во текот на денот се движеше до 100 метри. Според одговорните во Авто-Мото-Сојузот на Македонија, на патниот правец од Делчево до Кочани и понатаму кон Штип, просечната видливост во текот на денот била околу 80 метри. Во текот на ноќните часови пак се очекува таа да се намали, поради што упатуваат апел за внимателно возење. Практично целата држава е обвиткана во густ облак, па отежнате сообраќајот и на делниците од Велес кон Скопје и обратно, каде предпладнето имаше тешка сообраќајна несреќа во која учествувале 5 возила и имало неколку повредени лица. Исто така, појава на густа магла во вечерните часови има и на делницата Велес Штип и Катланово Велес, соопштуваат од Авто-Мото-Сојузот на Македонија. Од таму предупредуваат дека во клисурите и засеците можна е и појава на помали одрони, особено на патните правци Кочани Делчево и Виница Берово. Маглата прави проблеми и на Скопскиот аеродром, па летовите во текот на вечерните часови се одвиваат отежнато. Инаку сообраќајот на сите патишта низ земјава тече со помали застои поради влажни коловози, што е дополнителна опасност за лизгање на возилата. Во текот на ноќните и раните утрински часови можно е и подмрзнување на коловозот, посебно на мостовите, поради што од Авто-Мото-Сојузот препорачуваат брзината на возилата да се прилагоди според условите на патиштата. При крајот на овие вести минути за спортот. Фудбалскиот клуб Осогово продолжува со доекипирање на тимот. Од раководството на второлигашот информираат дека во зимскиот преоден период во Окочанскиот клуб престапиле уште 5 нови фудбалери. И покрај лошиот пласман и слабите игри во есенскиот дел од правенството, управата на фудбалскиот клуб Осогово не се откажува од борбата за опстанок во втората лига. Паралелно со техничко-кондиционите подготовки што се реализираат на стадионот Никола Мантов, од клубот информираат дека играчкиот кадар се засилува. Откако на сениорскиот тим му се приклучија 5 младинци од младинскиот погон на клубот, екипата се засилува уште со 5 нови играчи. Станува збор за Ѓорѓе Глигоров, 25 годишен фудбалер за врска, кој во својата кариера настапувал за Беласица, Силекс, Хоризонт Турново, Каменица, Саса и Детонит. Исто така кон клубот пристапува и Христијан Крклински, 23 годишен централен дефанзивец кој настапувал за Пелистер, Новаци, Скопје, Кравари, Црнобуки. Третиот нов играч на Осогово е Бован Здравевски, 20 годишен напаѓач кој доаѓа од тимот на Питугули.
Исто така, кон Осогово пристапуваат и Глигор Дончев, 21 годишен левбек, како и Марио Сандевски, 20 годишен голман, на кого последен клуб му е Кит Го од Пехчево. Инаку, подготовките на фудбалскиот клуб Осогово до почетокот на пролетниот дел од првенството ќе бидат на стадионот Никола Мантов, а во план е да се одиграат и 4 контролни надпревари. Со временската прогноза ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Пријатно!